Почитувани, добро вечер. Вечерва доктор Мијами ќе ни одржи едно предавање по повод Денот на космонаутиката за космодромите во Русија. Повелете. Благодарам. По повод 12. април, кој што е Денот на руската космонаутика, оваа година решивме да ве запознаеме со космодромите на Русија. Веројатно, многумина од вас имаат слушнато за еден руски космодром. Тоа е Байконур. Байконур, со него и ќе започнеме. Меѓутоа, во принцип, можеме да кажеме дека Русија за целото постоење на космонаутиката има 8 космодроми. Па да тргнеме со ред. Како што реков, првиот Байконур. Првиот и засега најголем космодром во светот, кој што е изграден во 1955 година. Имено од тука полетаа во Вселената кучињата Белка и Стрелка, од тука стартуваше Јури Гагарин, првиот човек на Вселената, од тука полета во космосот и првата жена, Валентина Терешкова, многу големи имиња, меѓу кои и секако Леонов. Тоа беше еден голем советски проект. По распадот на Советскиот сојуз, Байконур се најде во територијата на една друга земја, на Казахстан. Кога се градел, никој не мислел дека ќе дојде до распад на Советскиот сојуз, така што ова место било најпогодно за изградба на еден космодром, ќе видиме и зошто. Меѓутоа, Русија продолжи да го користи комплексот, но како арендатор, односно како закупувач, во 2004 година председателите на двете земји, на Русија и на Казахстан, подпиша договор со кој се продолжи веќе постоечкиот договор за изнајмување до 2050 година. Байконур, богата долина, тоа на казашки значи Байконур, е назив за пустината источно од Аралското море, од каде што човекот почнал да го освојува космосот. Постоеле планови првиот, а воедно и најголем космодром на светот да биде изграден во Дагестан, во Маријската или дури во Астраханската област, но на крајот сепак бил изграден во Ксилодринската област, од каде што и го добил своето име. Ова место бил идеален спој на сите потребни фактори, почнувајќи од големиот простор за поставување надземни станици за радиокомандно ракување, па се до близината на екваторот и големиот број сончеви денови по годината. Меѓутоа, номадите што ги населувале овие предели, со векови меѓу нив кружела легендата за црниот овчар. Се зборувало дека порано црниот овчар направил огромна прашка од телешка кожа и со нејзина помош исфрлал жештени камења кон небото, штом непријателот ќе се појавил на хоризонтот. Камењата паѓале на земјата и ги погодувале противниците, терајќи ги панично да бегаат. На местото на кое ќе паднал каменот, ништо не можело да расте, животните совисувале и земјата на тие места била изгорена. Без разлика колку фантазија има во споменатата легенда, факт е дека во овие краишта се уште може да се забележи нешто слично како таа гигантска прашка на меѓутоа овој пат станува збор за космодромот и неговите огнени ракети. Првиот чекор на човековиот пат кон космосот е направен практично на 12 јануари 1955 година
но овој ден на железничката станица Тјуратам стасал возот од кој биле откачени 2 вагони, а од нив излегле луѓе со едни така куси крзнени бунди. Тоа била првата работничка група, чија задача била да подготви се што е потребно за пречекот на главниот отред на градителите на Бајконур. Од оваа железничка пруга, уште 1 километар низ степата, оди таа и тука веќе прекинува. Оваа линија никогаш не била ни завршена. Се зборува дека главниот советски конструктор на ракетно-космичката техника Сергеј Краљов дошол на едното градилиште и откако ја видел пругата како се протега во полето, решил платформата за лансирање да се гради токму на местото каде што завршуваат шините. Така практично и се појавила првата лансерна рампа на Бајконур, така наречениот Гагарински старт. Ракетите на оваа платформа се уште се довезуваат на шините поставени на почетокот на 20 век. Патен речено, самиот космодром најпрво го добил името по таа железничка станица, но со оглед на тоа што платформата е градена во најстрога тајност, тој во документите фигурирал под друг назив. Згора на тоа, во близина на идниот космодром, во интерес на конспирацијата, изграден е и лажен космодром со празни објекти, а покрај него има и макета на градот во природна големина со училишта, стambени згради и сите други објекти. Во тајност е чуван и називот на објектот и самата негова градба. Целиот градежен материјал за космодромот бил носен на железничката станица во обични патнички вагони, значи не биле товарни. До последен момент луѓето мислеле дека тука ќе се гради стадион, не било нели во тоа време вообичаено да се распрашуваат што ќе се гради, а и кому било потребен еден ваков стадион во среде една пустина на Казахстан, каде што нема ниту една жива душа. За изградбата на Бајконур е поврзана уште една легенда, односно кога започнале да се копаат темелите за Гагаринскиот старт на длабочина од 35 метри, било откриено едно така наречено древно огниште. Археолозите прецениле дека е старо 10 до 35.000 години. Караљов ова откритие го доживел како добар знак. Се зборува дека тој рекол, ќе цитирам, нашето градилиште е на граница на животот. Доколку пред нас тука постоел живот, тогаш ова место и нам ќе ни донесе среќа. Исто така се зборува дека славниот конструктор зел за спомен еден јаглен од древното огниште и дека го чувал во кутија од кибрид. Човековиот успешен лет во космосот ги изненади земјите од западот и предизвика невидено интересирање за новиот космодром, а во јуни 1966 година, кога СССР го посети лично генерал Шарл де Гол, Советскиот сојуз и Франција потпиша спогодба за соработка во освојување и во проучување на космичкиот простор за мирољубиви цели. Тогаш за државниците била организирана и една екскурзија до местото од каде што се лансирани советските космички апарати. Операцијата за подготовка на средбата за важни гости е влезена во историјата со криптонимот Палма. За делегацијата на чело со Шарл де Гол, оваа операција била наречена Палма 1, а со неја раководел директно, односно лично генералниот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз.
Градчето Ленинск, кој што далечено 45 километри од Бајконур, пред доаѓањето на високите гости на 25 јуни 1966 година, практично стана така еден наречен голем звезден, висок звезден град, блескал како генералска чизма. Темелно било реновирано секое катче, почнувајќи од нов асфалт кој што бил поставен, па се до свежо обоени огради. На гостите им било демонстрирано лансирање на ракета со сателит од серијата Космос. Тоа на Дегол му оставило силен впечаток. Се зборува дека неговиот син, наблюдувајќи со двоглед како лета ракетата, Восток непрекинато извикувал каласал, каласал. Меѓутоа, во оваа степа во Казахстан, според официјалните податоци, биле одгледани 4 вакви палми. Откако постои космодромот, последен пат Бајконур бил среден во 1970 година, наспроти доаѓањето на председателот на Франција Жорж Помпиду. За волја на вистината, може би имало многу повеќе вакви палми, односно вакви посети. И кој знае какви други епизоди може да скрие историјата на еден од најстрого чуваните полигони во СССР. Ова што пред нас го гледаме е шемата на објектите што се наоѓаат на Бајконур. Како што можете да видите, со сино се одбележани објектите на Роскосмос, со црвено зградите на системот за следење и управување со летови, а додека со жолто се административни згради и градот Бајконур, односно местата каде што живеат и луѓе. Успеав некако да најдам некакви од Бајконур и да составам некое кратко видео, па да го погледнам.
ете можевме да видиме и еден куп, еден голем број архивски снимки за тоа како се градел Бајконур, односно од едно големо ништо, од една голема пустелија, како никнал најголемиот засега постоечки космодром во светот. Одиме на следниот космодром, тоа е космодромот Плисецк. На северот на Русија, во Архангелската област, се наоѓа космодромот Плисецк, изграден е во 1957 година и тој е единствениот космодром во Европа кој што функционира, кој што е функционален. Во принцип, од Плисецк се лансираат мали космички апарати, например метеостаници и слично, а исто така се тестираат и ракетни комплекси. Од неговото отворање до денешен ден направени се околу 1600 лансирања на ракети носачи и тестирани се 13 комплекси. Како што реков, ова е мал космодром во европскиот дел на Русија и интересно е што жителите од оваа област толку многу се горди на својот космодром, што постојат многу песни, многу видеа за него. Јас ви избрав една така аматерска, да кажеме повеќе аматерска песна, токму за овој град и за овој космодром, а воедно ќе можете и да видите како изгледа тој. Заворожил листву шальной закат, и к действиям своим готов расчет. Стучат сердца секундной стрелки в такт, обратный начинается отчет. Решимости огнем горят глаза, и про усталость надо позабыть. Задача своей службой показать, как нужно свою родину любить. Космодром мужей лучших собрал под крылом, и мужчины своих волос серебром куют славу тебе, космодром. Космодром мужей лучших собрал под крыло, и мужчины своих волос серебром куют славу тебе, космодром. Сегодня день один из множества, когда любовь дыхание затая. Стоит и смотрит, кажется, пошла, и горечи в глазах не вижу я. Одна лишь радость, радость на лице, и каждый знает, выполнил свой долг. Помахав рукой красавице, ребята снова возвращались в полк. Космодром мужей лучших собрал под крыло, и мужчины своих волос серебром куют славу тебе, космодром. Космодром мужей лучших собрал под крыло, и мужчины своих волос серебром куют славу тебе, космодром. Ете така, значи го видовме космодромот Плисецк. Сега преминуваме на најновиот космодром во Русија во 2011 година на далечниот исток во Амурската област. Русија започна со изградба на нов космодром кој го доби името Восточни, односно Источен.
Првиот лансиран комплекс за ракета носач Сојуз-2 беше подготвен во 2016 година и од него до сега се лансирани неколку десетици сателити. Едно од последните лансирања беа 36 британски сателити за врска OneWeb за дистрибуција на интернет. Денес веќе се гради вториот и третиот комплекс за ракети носачи со различна тежина. Исто така планиран е нов аеродром во близината на градот Циолковски и линија на лајт метро која што ќе го поврзува аеродромот со градот и со космодромот. На овој космодром се прават и екскурзии кога постојат лансирања, така што луѓето можат и да присуствуваат на лансирање на ракети на сателити. Многу модерен комплекс кој што представува гордост на Руската Федерација, кој што, како што реков, се уште е во изградба. И за тоа како изгледа може да се запознаеме од следново видео. можевме да ги видиме подготовките, изградбата на космодромот Восточни, градот околу него и како тој допрва ќе се развива. Следниот космодром е космодромот Капустин Јар. Во Астраханската степа се наоѓа помошниот руски космодром Капустин Јар.
На почетокот тој беше полигон за советски балистички ракети, а исто така и служеше за лансирање на метеоролошки истражувачки ракети. Тоа е основано уште во 1947 година, веќе во 56 година од овој полигон е лансирана и првата во светот ракета носач со кучиња. Од 60-те до 80-те години на минатиот век од Капустин јар постојано се лансираат космички тела. Во моментов, како што реков, овој космодром има помошно значење. Едно кратко видео за да видиме како изгледа лансирање на ракета од овој космодром. Следниот, односно петиот космодром е космодромот Јасни. Овој космодром се наоѓа во Оренбуршката област на Јужен Урал, во близина на истоимениот град Јасни. Иако е изграден релативно наодамна во 2006 година, Јасни се користи ретко. Тука се извршува лансирање на ракетите носечи Днепар, ракети испорачуваат на орбитата различни сателити, и тоа главно на САД, на Шведска, на Франција, на Тајланд, на Кореја. До сега се направени 10 лансирања, од кои последното во 2015 година. Следниот можно интересен космодром, тоа е проектот Сојуз во Гвајанскиот космички центар. Во 2003 година беше формиран руско-европскиот проект Сојуз за заеднички космички програми. Во рамките на програмата за лансирање космички апарати, како локација е назначена космодромот Куру во француска Гвајана во Јужна Америка. Првото лансирање на ракетата носач Сојуз СТБ се случи во 2011 година. На орбитата беа испратени два европски навигацијски системи Галилео. Од ова место се извршени околу 20 на лансирања, при што во космосот се испратени 60 на сателити. Да видиме во видео како изгледа и овој космодром.
Следниот космодром е космодромот Свободни. По распадот на СССР, руското раководство започна да дискутира за формирање нов космодром кој би можел да го замени Байконур во Казахстан, па затоа во 1997 година започна во Амурската област започна со изградба, односно беше основан експерименталниот космодром Свободни. За неколку години од овој космодром беа лансирани само 5 ракети носачи кои на орбитата однеса руски, американски и шведски сателити. Потоа започна реконструкцијата на овој космодром, се појавија во меѓувреме проблеми со неговото финансирање, па затоа во 2007 година беше затворен. Следниот, односно последниот и најинтересниот, тоа е Морски старт. Станува збор за заеднички проект на Русија, САД, Норвешка и Украина, кој го доби називот Морски старт. Оператор на проектот е компанијата Sea Launch, која е регистрирана во Калифорнија, а незините акции беа поделени помеѓу земјите учеснички во проектот. Првото лансирање беше изведено во 1999 година од пловечка платформа на Тихиот океан во пределот на екваторот. За него беа искористени ракети носачи Зенит 3SL и една поранешна нафтена морска платформа. Од овој космодром беа направени повеќе од 30 успешни лансирања на космички апарати и на друг космички товар. Компанијата оператор потоа се соочи со финансиски потешкоти, па денес Морски старт припаѓа на руската компанија S7 Group, која во принцип се занимава со авионски превоз. Во март 2020 година овој пловечки космодром беше испратен во една фабрика за ремонт на пловила на Далечниот исток и планирано е оваа уникатна градба да се стави повторно во функција. Кратко, една минутка видео од тоа како изгледа, односно како изгледаше проектот Морски старт. Ете, видовме се еден уникатен космодром. И со тоа вечерова би ја завршил нашата прошетка по меѓу космодромите на Русија. Ви благодарам многу за вниманието. Ви благодарам и јас на присуството. Ви посакувам